Денес Небесната и земната црква го слави споменот на свети Кириак Очолник. Таткото на свети Кириак бил презвитер, свештеник и во Христовата вера го научил уште од мали години. Тој бил роден во Коринт и бил ракоположен за чтец, односно за читач во црквата. Постојано го исчитувал Светото Писмо и се чудел како Бог толку премудро го создаде светот и се во него огради со закони. Како во Стариот Завет праведниците ги наградуваше и ги возвеличуваше со слава. Затоа по некое време тој го почувствувал својот повик да стане монах и отишол во гората Сион за да се замонаши. По кратко време во братство тој заминал во пустиња кај светиот Герасим Јордански, искусен старец и чудотворец, кој што живеел со лавовите. И откако заминал од овој свет неговиот учител, тој самиот го продолжил подвижничкиот живот. Со себе имал еден ученик кој што му помагал при читање на молитвите. Еден ден кога дошло време да се приготви јадење, а тие немале што, светиот Кипријан му наредил да го набере горчливото зелје што е околу нив и да го сготви. Меѓутоа, она горчливо зелје, по благослов на светителот, станало благо и сладко за нивните устни. И така се хранеле се додека еден ден не се прославил светителот и почнале многу луѓе да им донесуваат храна, леп и она што им е потребно за јадење. Без благослов на својот учител, ученикот повторно сготвил од она горчливо зелје. Меѓутоа, зелјето било толку горчливо што откако го вкусил, неговите гласни жили му се стеснале и не можел да говори чисто. Светителот, откако узнал што направил ученикот, тој го укорил и му рекол: да не го искушуваме Бога. Тој прави чуда единствено кога тоа нам најмногу ни е потребно, кога сме во најголема слабост. А кога имаме средства и сили за живот, тогаш да се бориме и да се трудиме со тоа што го имаме. Во 557 година свети Киријак го напушта овој живот и се представува во Бога. По неговите свети молитви, Господи се Христе Боже наш, помилуј не. Амин.